Продолжува битката на такси превозниците во Тетово со нивната нелојална конкуренција. Дивите таксисти и понатамо се наоѓаат на секаде низ градот. Возењето со економски неисплатлива цена повторно создава хаос во такси превозот, а остава и простор за појава на нови диви компании и за нелегитимни индивидуалци кои сами ја одредуваат цената. Дивото работење во Тето толкав замак зеде да просто нема каде да се паркира приватно ауто од тие диви таксисти. Можем да кажем дека моментално градот располага со диво работење негде околу 400 до 500 возила. Тоа можем цифрата, може и поголема, а помала сигурно дека не е. А издадено лиценце има само на 130 возила. Можете да замислите разликата која е на издавање на лиценца. Паркинзите ни се фатени со приватни возила, со диви таксисти, кај што не можеме ние легалните тие 150, 130 лиценце што се издадени, кај што нема да се паркираме. И кај што сакамо да се паркираме негде, просто сме бркани од дивите, затоа што не смееме да се паркираме, ствараа притисок на самите возачи, така да многу проблеми имamo. А до кога ќе трае, ни сами ние не знаеме. Така да свегде кај што идем, има регулатива за работење, има принцип на работење, овде кај нас нема тоа. Членот законот многу дециден, многу јасен е. 97 од Службен вестник 2006 година го донесовме тој закон, дека доколку работи диво, да му се одземе возилото од 3 месеца до година и трајно има. Меѓутоа овде потек не го право, Скопје го прават, тоа истото, а овде не. Овде нема страф од ништо. Тетовските таксисти бараат од надлежните институции искоренување на нелојалната конкуренција во градот и отстранување на нелиценцираните автопревозници. Во нашиот град царува хаосот во превозот на патници, се жалат лиценцираните превозници и инсистираат да се стави крај на оваа појава која сериозно го загрозува опстанокот на регистрираните фирми за превоз. Највиновен е таткото на градот. Ако таткото на градот со еден потек за 24 сата може да се сведе. За 24 сата, меѓутоа веројатно толку има волја. А можем слободно да кажем, советникот кој е сега на нашата градоначалничка Теута, тој беше секретар на инспекцијските служби на сообраќајот. И он толку цврсто ни вети пред изборите дека нешто ќе регулира. Меѓутоа ништо од тоа, ништо. Само на добар збор, на добар папир и ништо поиќе, ништо помало. А ние се соочуваме и со управа за јавни приходи, и со трудова инспекција, и со полиција, и со паркирање, излагамо ван град кај што ни тража тие стандардни што треба да ни тража, а они едноставно си ја ваѓаат таблата, не се обележани, и да и до Скопје, и да и до аеродром, и да и до Битола, и да и до Гостивар, така да они безбедно се возат. Ние мислевме дека со новиот градоначалник, кој не бевме повикани пред да дојде гласањето, мислевме дека ќе најдемо некој заеднички јазик за да нешто се подобри околу работењето на такси службата, меѓутоа тоа остана само на папир. Ништо поиќе, ништо помало. Би сакал еден апел да дадем и претходно, кој беше донесена одлука нова за такси превозот, уопште не бевме консултирани како здружение на таксисти. Барем да не повикаја, ние знаеме дека може да нема да измениме, а може да ќе нешто ќе изменеме, меѓутоа уопште не бевме повикани, не бевме консултирани. Едноставно се донесе тоа што се донесе и сега и тоа што се донесе, наводно чекаа 90 дена дека ќе покрена нешто, меѓутоа да ви кажем искрено, песимиста сум тоа, не верувам више у ништо. Од Сдруженијето на таксисти на Македонија сметаат дека трудовата инспекција, УЈП, сообраќајната полиција и општинскиот инспекторат треба постојано координирано да интервенираат на терен, само доколку акцијата е сериозна, резултатите ќе бидат видливи за брзо време.